Ги следите вестите на Канал 8, добар ден. Канал 8 од денеска започнува со представувањето на новиот програмски формат и графичкиот пакет кој вклучува редизајн на постоечкиот од 2012 година. Ова е второ сеопфатно ребрендирање на имиджот на каналот од неговото функционирање. Новите простории на Канал 8 се лоцирани на улицата Гоце Делчев над градскиот плоштад. Се простираат на површина од околу 200 метри квадратни. Заради целосно исполнување на телевизиските стандарди, извршено е зголемување на ефективниот студиски простор со потребните димензии. Телевизијата во моментов располага со 6 високобуџетни студии. Изминатиот период е извршена и техничко-технолошка модернизација со набавка на нова опрема поврзана со потребите за снимање, обработка и емитување на телевизиските содржини. Извршена е адаптација и на работните простории во објектот. Канцеларија за телевизискиот менеджмент и приемни простории, редакција, одговарен уредник и технички персонал. Стилизираната осумка и понатаму останува непроменета од лансирањето на каналот со блага модификација во брендирањето на вестите. Што се однесува до останатиот дел, програмскиот пакет на телевизијата исто така постепено ќе претрпи промени за да одговори на стандардите за квалитет на јавното информирање и иновативно и креативно исполнување на информативната, едукативната и забавната компонента. Веб страницата kanal8.mk исто така постојано бележи нагорна линија на скалата на мериторните сајтови за мерење на популарност. Канал 8 и понатаму останува на своите заложби за одговорно работење и објективно информирање во интерес на јавноста од општините што ги покрива телевизискиот сигнал. Невработеноста во Кочани понатаму останува најголем проблем за граѓаните во општината. И покрај релативното намалување на оние што бараат работа, бројките што ги пласира Агенцијата за вработување покажуваат дека ефикасно решение не може да се најде. Кочани цврсто го држи шампионското место според бројот на невработени во однос на другите општини во источниот регион. И во апсолутни бројки и процентуално во однос на бројот на жителите, општината со години наназад не ја преотстапува неславната титула. Во евиденцијата на Кочанската агенција за вработување на крајот од минатиот месец биле регистрирани најмногу лица активни баратели на работа – 3120. Споредбата со истиот период лани покажува дури и минимално зголемување на невработеноста за околу 160 лица. Тоа значи дека ниту статистичкото намалување на бројот на невработените не дава големи ефекти, а нема ниту опаѓање поради новите работни ангажмани во капацитетите што се отворија или повторно проработеа. Податоците од агенцијата покажуваат дека за првите 6 месеци од оваа година биле регистрирани 2315 пријави за заснован работен однос од евиденцијата и надвор од неа. Нешто повеќе од 60% од овој број се лица ангажирани на неопределено време, додека останатите се сезонски работници или со ангажман до 1 година. Многу повеќе лица нашле работа иако не биле во евиденцијата на агенцијата, односно само 630 невработени им било од корист тоа што редовно се пријавувале. Неповолни резултати покажува и анализата на структурата на невработените според степенот на образованието. Без работа е едно лице кое има звање доктор на науки, а дури 17 се со магистерска титула, но се уште бараат работен ангажман. Најмногубројни, со по над 900 се лицата без образование или со завршено основно или средно училиште. Не заостануваат ниту оние со завршен факултет, затоа што 420 од нив се обидуваат да се вработат. Не се подобри и другите податоци од анализата на невработеноста, што е показател зошто се поголем е бројот на лицата кои заминуваат да си ја побараат среќата надвор од државата. Тие порано беа нарекувани лица на привремена работа во странство, но за волја на вистината, таквиот статус го задржуваат, затоа што оттаму никогаш не се враќаат. Измената во сегашниот систем на функционирање, односно згаснувањето на водните заедници, е потврдено и од владата. Во ресорното министерство се подготвуваат нови законски одредби за организирање на користењето на водите за наводнување, со што би престанала потребата од водните заедници, како што работеа досега. Водните заедници во регионот дефинитивно ќе престанат да постојат во формата во која досега беа организирани. Иако се уште не е определен крајниот рок до кога ќе функционираат, во подготовка се измени на законските одредби, со кои е опфатено и нивното работење. Со измените се планира реорганизација на целиот систем на наводнување во државата, што пред усвојувањето ќе биде предмет на јавна расправа и меѓу земјоделците.
Ова го потврдуваат и од Министерството за земеделство, откако е направена анализа на распределата на водата за наводнување, а посебно на ефикасноста од финансиското работење кај водните заедници. Начинот на функционирањето на водните стопанства и водните заедници не се покажа во Македонија баш успешно решение. Од тие причини во владата е формирана комисија која работи на реорганизација на водните стопанства, односно водните заедници, односно сакам да кажам дека во владата се работи драв верзија за ново уредување на водните стопанства, со тоа што ќе се оди на акционерско друштво, која ќе биде централизирани на сите водни стопанства. Сакам да кажам, тоа уште е во драв верзија, ќе работиме, сигурно ќе оди на јавни расправи, така да се најде едно решение кое што стварно ќе биде направено така да договара на нашите прилики. Неминовноста од престанок со работа на водните заедници стана јасна уште при неодамнешниот повик од Водостопанство Брегалница за склучување водокориснички договори со земјоделците. Со оглед што со договорите директно ќе се уредуваат меѓусебните обврски во распределбата на водата и наплатата на надоместокот за нејзино користење, непотребна станува функцијата на посредник што досега ја имаат токму водните заедници. На подрачјето на хидросистемот Брегалница беа формирани вкупно 23 водни заедници, од кои за кратко време скоро половината се соочија со финансиски проблеми. Дел отидоа во стечај, а за другите се поведе стечајна постапка, додека само неколку продолжија да функционираат на работна рентабилноста. Жителите на Оризари бараат средување на Кејската улица во нивната населба од десната страна на реката. И покрај најавите од општината дека градежните работи ќе бидат реализирани, на терен се уште нема конкретни зафати. Отежнат е пристапот до куќите долж Кејската улица од десната страна на Оризарска река, од мостот кај црквата кон југ. Асфалтот завршува токму на ова место и понатаму коловозот е земјен, нерамен, исполнет со дупки и наноси од земја. Жителите повеќе пати преку местната заедница покренувале иницијатива до локалната самоуправа да ангажира механизација за средување на улицата, односно да се направи нејзино рамнење и проширување. Ваквото нивно барање беше пренесено и на последната седница на Советот на општината во форма на советнички прашања. Ако може, да на некој начин десната страна, тоа е на кај кафаната Пердика, фактички да на некој начин се пушти едно булдожер или грейдер да тоа биде подрамнето и на некој начин, затоа што таму има луѓе кои што живеат и едноставно немаат пристап до своите домови. Митев рече дека лошата состојба со оваа улица посебно е забележлива за време и после обилни врнежи, кога коловозот е прекриен со вода и кал, па движењето на населението е оневозможено. Слично е и со коловозот од спортивната страна на реката, што оризарци го користат како директна врска со полскиот дел, па беше побарано да се овозможи тампонирање на оштетувањата. Иницијативите ќе бидат пренесени на нашите служби заедно било со оние кои што се изберени на тендер, било со комуналното претпријатие Водовод, бидејќи се работи за тампон малку покомплицирано да го обезбедиме тампонот преку чистење на некоја од реките што ги имаме тука и ќе го направиме во одреден период, не знам, за недела, веќе сигурно ќе го завршиме. Состојбата со десната Кејска улица во Оризари не е промената од пред еден месец кога се одржа последната седница на Советот на општината. За сега жителите се мирни поради поволните временски услови, но зад камера велат дека нивните маки ќе започнат со првите есенски дождови. Сепак се надеваат дека дотогаш од локалната самоуправа ќе реагираат и ќе ги исполнат дадените ветувања за поправка на коловозот. Општина Виница планира да поставува дрвени летниковци на плоштадот Ангел Винички. Тендерот за јавна набавка е завршен и по изборот на изведувач на работите се очекува тие да бидат завршени до почетокот на есента. Локалната самоуправа на Виница ќе го дополнува плоштадот Ангел Винички со нова урбана опрема. До почетокот на есента просторот треба да добие естетско разубавување и поголема функционалност од аспект на одмор на посетителите. Според планските документи што јавно се достапни, предвидено е да се потрошат околу 6500 евра од општинскиот буџет за поставување 2 летниковци на плоштадот. Се работи за објекти изработени од дрво со предложен изглед што треба да се вклопи во околниот амбиент. Секој од летниковците поодделно треба да обезбеди простор за седење за најмалку 15 луѓе, а користењето природни материјали е надополнето со покрив за кој покрај дрво е предвидено да се употреби и шиндра.
Двата летниковци ќе имаат украсна ограда и соодветна заштита од влијанието на временските прилики. Јавниот тендер за избор на изведувач на градежните работи веќе е завршен и доколку се помине според планираното, се очекува во рок од 1,5 месец двата објекти да бидат поставени на плоштадот Ангел Винички. Осогово со втора победа во подготовките пред стартот на новата сезона. Слога 934 се подготвува за прослава на јубилеот, 80 години постои. Фудбалерите на Осогово продолжуваат со солидниот од во подготвителниот период. По победата над Силекс во Кочани и нерешениот резултат против Брегалница Голак во Делчево, во третиот надпревар од подготовките за првенството во третата фудбалска лига Исток, жолтосините ја издвојуваа и втората победа. На стадионот Никола Мантов на возвратниот надпревар ја совладаа Брегалница Голак со резултат 2:1. Осогово на овој надпревар покажа и ментална стабилност, иако гостите поведоа, домакините сепак во финишот од надпреварот успеа да постигнат 2 погодока за да дојдат до целосен пресврат на оваа средба. Освен Осогово, и Слога 1934 Виница слави голем јубилеј од постоењето. Фудбалскиот клуб Слога од Виница ги поканува сите љубители на фудбалот во општина Виница и пошироко в сабота на 2 август во 18 часот да го проследат меѓународниот пријателски надпревар помеѓу екипите на ФК Слога и ФК Младост од Апатин, Република Србија, во чест на прославата и одбележувањето на 80 годишнината од постоењето на клубот. Надпреварот ќе биде проследен со многу музика, забава и награди за најсрекните посетители, а ќе бидат присутни и поголем број легенди на виничкиот фудбал. На Елинденските игри 2014 во Чешиново познати 2 четвртфинални двојки. Неделава ќе се комплетираат и останатите 2. Сабота и недела се одиграа уште 4 надпревари од Елинденските спортски игри 2014. В сабота со почеток од 17 часот се одигра надпреварот помеѓу Крупиште и Караорман со резултат 4:0, а во 19 часот играа екипите на Пишица и Соколарци, меч кој заврши со резултат 4:2. Со завршувањето на овие два надпревари добиени се прво и второ пласираната екипа од четвртата група. Прв е Соколарци со 7 бодови, втор Крупиште со 5 и тоа се двете екипи кои продолжуваат во четвртфиналето. Веќе најавениот фаворит Бања во недела повторно ги покажа своите квалитети и ги потврди очекувањата на своите навивачи, триумфирајќи со убедливи 9:0 на надпреварот против Спанчево, кој се играше со почеток во 17 часот. Огромната разлика придонесе Бања да се позиционира на првото место од групата. Во 19 часот според распоредот беше предвидено да се одигра надпреварот помеѓу Чешиново и Бели, но екипата на Бели не се појави на теренот, а со тоа Чешиново со 3:0 службено го доби овој надпревар. Со завршувањето на овие два надпревара познати се прво и второпласираните екипи и од првата група, во која до самиот крај беше неизвестна бодовната трка помеѓу Чешиново и Бања. Годинава Бања заслужено е првопласиран, додека Чешиново остана на втората позиција од првата група. На Елинденските спортски игри Чешиново 2014 се уште се во тек пријавувањата за надпреварот во шах и велосипедизам. Сите заинтересирани може да се пријават телефонски или лично во просториите на општина Чешиново Облешево. Спорт. ЖФК Кочани ја комплетираше првата фаза од подготовките пред квалификацијскиот турнир за Лигата на европските шампиони. Закажан е пријателски надпревар против грчкиот шампион Амазонес Драма. Изминатите 6 дена на Пониква се работеше 2 пати дневно надвор и во теретана, а тоа поради стекнување на физичка подготвеност. По 10 дена подготовки, фудбалерките на ЖФК Кочани ја комплетираа првата фаза од подготовките за квалификацијскиот турнир од Лигата на шампионите, што ќе се одржи во Сараево. Во следниот период ќе бидат одиграни 3 контролни надпревари. В сабота на терените на спортскиот комплекс и Статов во Дојран, македонскиот шампион ќе ги одмери силите со првакот на Грција Амазонес Драма, кој се наоѓа во квалификацијската група, што надпреварите ќе ги игра во Осиек. ЖФК Кочани првично требаше да се сретне со екипата на Спортика од Благоевград, но поради објективни причини што ги имаше бугарскиот праволигаш, дојде до промена на планот. На 29 и 30 јули ЖФК Кочани ќе биде домакин на српскиот праволигаш Машинец од Ниш, чии гости беа пред почетокот на пролетниот дел од правенството. Со оваа екипа во Кочани ќе се одиграат 2 надпревари. И веќе екипата со темпирана форма се надеваме дека во периодот од 9 до 14 август 2014 година
ќе успее да го извлече максимумот од себе и да покаже најдобри резултати на турнирот кој што се одржува, како што реков, во Сараево, против на екипи кои што на вистина се квалитетни и кои што екипи се шампиони во своите држави. Квалификациите за пласман во новата надпреварувачка сезона 2014-2015 во Лигата на европските шампиони ЖВК Кочани ќе ги почне на 9 јули против екипата на Аланд Юнайтед од Финска. Потоа ќе ги одмери силите со Сараево на 11 август и на 14 против Метконин од Полска. Временската прогноза е стандардно последна содржина во вестите на Канал 8. Благодарам за вниманието и пријатно.